Александар од сексизам. Прилеп ми пишува, ме замоли, вели, мораш да го спомнеш, вика во емисија додека трае, ми пише на Facebook, вели, огромна заинтересираност за прилепчани да заминат од Македонија и да се вработат во Словенија. Значи, што прави Словенија? Словенија има реклами, мислам дека видов една во Eastgate. Готови продукти зима. Да, и прави Човек као готов продукт. Да, прави саеми за вработување и за иселување на Така е, бе, македонците во Словенија. Абе ти човек да се Доктори, машински инженери, најквалитетни. Па знаеш ли колку кошта еден доктор да го родиш и да го школуваш до 25 години? Много. Најмалку милион евра. Словенија го зима као готов продукт. Еве и во Прилеп И си се имало вика, ваков сај. не сум требало да го едуцирам, не ми стварал ѓубре тука, учел во друга држава, сега го зимам готов продукт. Абе, не ми стварал трошоци, И си- сега го зимам, ќе ми прави И си додадена го вредност. и си го користам. Ќе ми прави профит Го на државата. користам, да. Па да. А кај да остане? Па еве, гледаш чистачки Еве бара. следачот. Супер елитата бара чистачки. Следачот Чистачки ни е нема. редовен гледач, преска вика нема спас овде, ја мислев ќе има спас, пролетоска ќе барам чаре да бегам од држава. Абе, ви кажав ли за... Која иднина ја гледаат, која иднина ја нуди ја нудат политичките елити од држава? Каква иднина Освен нудат? за себе, ни една. Ти си видел некој да понуди некаква иднина? Да рече, види, гласете ме утре за 4 години ние ќе направиме ова и ќе биде подобро. Нема да биде кузне колку подобро, ама ќе биде подобро. Ако ни дадете посушен мандат, ќе истераме и други проекти. Сега ќе ти прочитам што проекти нуди опозицијата. Така наречената опозиција. Сега ќе ти прочитам. Ама следам и јас. 500 најдобри студенти ќе биде вработени во администрација. Во администрација. Што е тоа? Корумпирање. Тоа е корумпирање. Не само што не, е корумпирање, тоа е уништување на капацитет, најважното нешто. Не, чекај. Место да 500 најдобри студенти од држава, знаеш кои се? да ги умртвиш. 500 најдобри Од студенти од Тетовски држава, универзитет со Тетовски со купени универзитет. дипломи. Од Па Тетовски тие има универзитет десетки? сите десетки. Да, Од приватни факултети сите десетки со купени дипломи. така Не е. зборам ја за етаблираните. Веројатно ќе има квоти. Најголемиот Чекај малце, идиотизам Милош, но- е што најдобрите студенти... Дај да се докажам. Ајде, докажи се. Најдобри студенти ти се прво тие. У јавна администрација ќе работиш. Што не најде, што не каже, ќе отвориме работни по 500 работни места секоја година за најдобрите студенти. Ќе донесеме фирми инвеститори. Која е другата реформа? А ти што ќе направиш? Ќе го расчлениме Министерство за економија Во енергетика. во 3 нови министерства. Да, и тоа сакал да го... Мала е администрацијата, Знаеш што- сака да ја зголемува. Знаеш што значи тоа? Тоа значи дека у 3 министерства ќе има уште најмалку 1000 други вработувања. Да. Партиски. Тоа ли е реформа? Ги пишував негде. Да ги отворам да ги прочитам. Ти дори ги читаш, ќе ти кажам уште една фалинка на тоа со вработување на 500 луѓе у јавна администрација. Ти, најдобрите студенти на генерација, оние кои што се иновативни, Ама кај... тие луѓе не чекај треба малку. да ги затвориш извини, у јавна извини. администрација. Тие треба да им дадеш шанса Не. да креираат додадена вредност во општеството. Ама голем знак со прашалник отварање е. на приватни компании. Голем знак прашалник е дали се тоа најдобрите луѓе во општеството. Тоа е си управо. Значи, Следна работа. фалс дипломи има. Реформа, слушај реформата. Ајде. Мицкоски планира да биде прв што ќе го промени рамниот данок во прогресивен. Прво, СДСМ проба се откаже и го вратија рамниот данок. Бидејќи прогресивниот данок е многу инвазивен за економија што е кревка како македонската. Значи и тој мал капацитет што го имаме како компании кои што произведуваат додадена вредност, кои што извезуваат или кои што вработуваат многу луѓе, ќе бидат приморани да намалуваат работна сила за да може да или да намалуваат трошоци, што предизвикува намалување на работна сила, за да може да ги платат тие даноци. Знаеш што направија само прво нешто Рамен данок, извини, рамен данок инаку е десничарска идеја. Прогресивен данок Левичарска. е левичарска идеја. Тоа од секојаш демократите го прават во Америка.
Само да ти кажам што направија со Не вика дека ќе намали со даноци. Со СДСМ која воведе прогресивен данок. Барем знам у IT индустрија имам пријатели кои што работат, им ги намалија на хартија платите. Не знам, ако земале 3000 евра, за да не ги фати прогресивен данок, им ги намалија на 110.000, да речеме бруто плата, за да не го плаќаат тој данок, останатите пари им ги дава у кеш. Значи, прво нешто, кога ги зголемуваш даноците, тоа е лекција, една од првите лекции по економија, ти расте неплаќањето, односно даночната евазија. Прво нешто што го правиш кога ги зголемуваш даноците. Фикс сегде у свет. Продолжи Со прогресивен данок, не само што има даночна евазија, него големите компании кои што прават милионски профити ќе бидат помотивирани да пријавуваат помали профити, помали обрти, за да плаќаат помал данок, а парите кои што не се пријавени, не се одданочени, ќе бидат дел од сива економија. Значи, тоа ќе се постигне со прогресивен данок. Дополнително, 5000 денари зголемување на пензиите линеарно или 250 милиони евра годишно. 5000 денари зголемување на пензии линеарно. Тоа е само ради избори. Тоа е корупција, тоа е само заради избори. Само заради. 250 милиони евра, кој ќе ги плаќа тие 250 милиони евра? Пак ќе треба Која даноци. работна сила ја имаш ти, која младина ја имаш ти, бе, Мицика? Економија имаш. Која економија ја имаш? Која младина ја имаш ти што ќе работи и што ќе го финансира фондот за пензиско? Кои млади луѓе ги имаш? Дополнително Ти што избега народов, заради вакви популистички мерки. Која младина ќе го финансира фондот за пензиско, бидејќи фондот за пензиско се полни од придонесите што сега ги плаќаат луѓето кои што работат. Кој ќе ги плаќа тие? 250 милиони евра. Дополнително за општините вети 250 милиони евра годишно исто. Или 500 милиона евра годишно. При тоа не кажуваат кај ќе се најдат тие пари. Зашто да дава владата на општините 250 милиони? Зошто? За овие неспособниве што ти се 42 Да му ги дадат на Кочо Ангјушев. Зашто? Да му ги за дадат тендери да прават, да бе, му ги јасно. дадат, така е, да му ги дадат на Кочо Ангјушев или на оние 7-8 фирми на Река, Интернационал или кој беа тие таму други фирми? За нив? На нив да им ги дадете овие 250 милиона плюс за општините? Тоа е реформа? Не, тоа е корупција. Тоа е корумпирање. И гол популизам, кој што нема да трае воопшто. А целта е следна, да се дојде на власт и при тоа да се промени уставот. Значи, да се промени уставот, тоа нека не заборават манипулираните од членството. Се спремаат да го променат уставот. И контурите на таа промена на устав веќе се гледаат во последните гласања на деловникот и на директорот на ОТА. Значи, буквално ДУИ, СДС и ДПМН гласаат како една партија. Веќе немаат неусогласеност, практички тоа е тестирање на капацитетот за промена на устав. Исто е, ти Килима, извини. Исто е. Исто. Само што ние сме имале шанса да ги прашаме левица туку Исто во е. студио, од кај ќе ги најдете парите. Исто е. Популизам вели збориш за Мицко, а левица што ветува дека све ќе биде без пари, не е исто. Исто е, брат. Значи, Ама левица сме ги прашале дека добро, не значи окей, кажуете ќе дадете без пари кредити, не знам што. По мене, јас сум имал можност и Милош имал можност дека да им каже дека тоа се фантазии. И дека тоа не може да се оствари. И од кај ќе ги најдат тие пари? Па можеби ќе се коригираат и следниот јавен настап или програмата кога ќе пишуваат нема да им биде фантазирска и може ќе направат програма која што е на реални основи. Ама имале храброст да дојдат овде. Нека дојде Мицко, ајде, нека дојде Ацо Николски, Трајко Славевски. Ау. Да ги прашаме за овие прашања. Ау. Хакертон праша. Хакертон. Мало Морген ќе Дечки, ај поедноставете на што се сведува борба, не е подобрувањето на институции, освен гласањето како да делува Македонија за да ја вратиме држава. Промовирајте решенија што секој еден може да делува. јас сум го кажал. Види, ние сме у суштина новинари, ние сме луѓе кои што ја информираат јавноста, имаме своји мислења, таква е оваа емисија, коментаторска, кажуваме мислења, не знам, нашата идеологија, кој што е десничарска, нашите верувања, нашите убедувања си ги кажуваме,
и ги коментираме на станите и изјавите на политичарите или на општествениците кои го кројат нашиот живот, ги коментираме низ призмата на нашата идеологија. Ја не знам какво решение треба да се понуди. Кога би знаел какво решение би требало да се понуди, ја може би се кандидирал за некоја политичка функција. Види, Но може би е најдобро луѓето да размислат, критички да настапат, кога ги гледаат програмите, кога ги слушаат политичарите, да не паѓаат да немаат навивачки стил на размислување. Кога некој нешто ќе каже од политичарите, од оние што ви ги кројат судбините, треба да размислите дали тоа што го кажува е прво реално. Што се крие за тоа? Каква е намерата за тоа што го кажал? Дали е чист гол популизам? Дали е намера за плячка која што за корупција или за крадење која што се обландира со една убава фолија како ние бомбончињата? Бидејќи овие 500 милиона се чиста корупција. 500 милиона евра се чиста корупција. И де факто овој овдека де факто овдека се обраќа на неговите бизнис партнери. Дека ќе има паричка. Ќе има пари. 250 милиона ќе има по општините. И им вика, дајте ми сега, пред избори пари, дајте ми 1.250.000 ти, 300.000 евра ти, за да ја финансирам кампањата, пошто ако дојдам, еве, сум кажал и јавно сум дал збор дека 250 милиона ќе дам по општините, за да ги земете вие. Ова се разговори на кои што јас сум присуствувал. Вака се терат разговорите со тие што им се поддржувачи. Или што треба да ги финансираат партии.